Во текот на изминатите неколку дена, прво 70%, а потоа 90% докторите специјалисти во нашата болница беа посочени како извршители на криминал. Наводно направиле фалсификат, намерно прикажувајќи поголем број на здравствени услуги од направените со цел незаслужено да се здобијат со зголемена материјална добит. Податоците покажуваат дека во тек на последните 3 години нашата болница постојано го зголемува обемот на извршени здравствени услуги. Ги надминавме сите предвидувања на Министерството за здравство, дури и нашите собствени проекции. Реалноста е дека колку повеќе работиме, толку поголем е приливот на пациенти, секако што се должи на резултатите од нашето работење и препораките од задоволните пациенти. Како носители на најхуманата и најблагодарната професија, не очекуваме јавно да не пофалат, но најмалку заслужуваме нашиот министар, кој повеќе пати јавно се пофали со нашата болница како најуспешен проект на здравство, да не етикетира како криминалци. Резултатите од двете контроли на медицинската документација во нашата болница, спроведени од страна на Министерството за здравство, Фондот за здравствено осигурување и Државниот санитарен и здравствен инспекторат, покажаа дека докторите специјалисти во системот за плаќање по учинок прикажале помал број, повторувам, помал број на здравствени услуги од реално извршените. Како тогаш докторите се обиделе да се здобијат со незаслужено поголема плата. Разликата во прикажаните и остварените здравствени услуги главно се должи на услугите кои што се извршени за време на 24-часовните дежурства. Истите не се прикажуваат во системот за плаќање по учинок како поединечни услуги, туку тоа се нотира како работа на дежурство. Значи, ние можеме да прифатиме незначителна минорна разлика во прикажаното и оствареното, како резултат на воведување на болничкиот информативен систем кој секојдневно го усовршуваме, но никако не го прифаќаме обвинувањето за несовесно и тенденциозно манипулирање од страна на сите доктори. Уште повеќе, со оглед на тоа што се работи за изолиран случај на внес на неточни податоци, сметаме дека не треба целата болница да биде етикетирана. Очекуваме од Министерот за здравство, како личност која е одговорна за креирање на здравствениот систем, каде постои доверба и взаимно почитување помеѓу извршните и управните органи, јавно да се извини за етикетирањето на докторите како криминалци и во идни на проблемите да ги решава во директен контакт со докторите, а не преку медиумите. Да не заборавиме дека и министерот и ние докторите сме во функција на пациентите и само заедно можеме да обезбедиме квалитетна услуга.